За Универзитетот отворено. Почитувани слушатели, ве поздравувам од студиото на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Ова е емисијата за Универзитетот отворено и веќе добро знаете, во овој период од годината во рамките на кампањата на Универзитетот за промоција на факултетите, на студиските програми кои што тие ги нудат, ги представуваме единиците на Укло пред поширокото граѓанство, пред матурантите, средношколците, но и сите останати кои што сакаат или размислуваат да го продолжат своето високо образование на некои од единиците на Универзитетот. Денеска го представуваме ветеринарниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Наш денешен гостин, професор доктор Никола Караболовски, декан на факултетот. Ќе ве поздравам, добре ни дојдовте во студиото на Укло ФМ Битола. Добар ден, добро ве најдов. На почеток ќе кажеме некои основни информации за ветеринарниот факултет. И уште на самиот почеток еве да кажеме дека во следната 2023-2024 година славите јубилеј 15 години од формирањето на факултетот. Така е, нашата единица, една од помладите на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, основана во 2009 година. И така, ова година имаме 14 години постојање, а од година планираме еден мал јубилеј, 15 години од основањето на ветеринарниот факултет во Битола. 15 години, може би за некого изгледа како мал период, меѓутоа кога се знае каков се трнлив пат поминал ветеринарниот факултет, навистина доста значи. Така е, почетоците секогаш се тешки, која ќе се присетиме само со колку малку кадар се основа факултетот, сите тие породилни маки, ние викаме, сите детски болести ги бележавме, сега веќе кадарот, некој беше тогаш асистентски кадар, сега веќе професорски, доцентски кадар, така што тогаш 5 како основачи, сега веќе сме нашиот наставно-научен совет број 14 членови, и исто тука би ги спомнали надворешните професори, визитик професори кои не помагаат и ни помагаат се уште оние предмети кои кадарот е дефицитарен. Вкупно околу 27 сега колективот. Број надворешни и внатрешни предавачи. Рековте на почеток се започна скромно со мал број на професори, на кадар, бројот и нормално кога се работи за ваква установа, за ваква единица, нели постојано мора да се обновува, да расте бројот на професори. Меѓутоа треба да расте постојано и нивното знаење, имајќи предвид дека постојано излегуваат некои нови работи во вашата струка, со оглед на тоа што се работи за една регулирана професија, мора постојано да бидат во тек со се она ново што се случува. Така е, ние обрнуваме посебно внимание на тоа. Би го исклучил само периодот на ковид пандемијата. Сега повторно се враќаме во кондиција, би рекол, на нашите кадри, посебно од клиничките предмети, постојано се присутни на конгреси, на европски конгреси, локални конгреси, регионални тука, балкански конгреси, каде што има размена на знаење. Нон-стоп ги праќаме, нашите колеги се активни и не само клиничките, и предклиничките исто предмети, професорите, конкретно сега нашата професорка во хемија е на еден месец во истражувачка лабораторија во Аликанте универзитетот, што значи се враќаме повторно во живот после ковидот. Рековме, доста трнлив пат се изоде досега. Некои од предизвиците кои што беа поставени пред професорскиот кадар, пред раководството на факултетот тогашно, но и сегашно, постепено се решава и сега што можеме да кажеме на прагот на 15-тата година на ветеринарниот факултет. Така, од почетокот сега сме аплицираме за нова акредитација, поднесени се комплетно програмата за нова акредитација на студиската програма интегрирани студии од 10 семестри или 5 години. Очекуваме позитивен одговор од одборот за акредитација, така што во крајот на август-септември новиот конкурс ќе можеме да запишеме нови наши студенти. Интересот за ветеринарниот факултет во рамките на очекуваното? Да, ние очекуваме една стандардна бројка, 20-25 кандидати на годишно ниво. И тоа е добро што се кадри решени и од љубов да ја студираат пред се ова благородна професија.
Така што сами и уште кога ќе дојдат веќе го има трасирано патот за станат доктор по ветеринарна медицина. И тоа го потврдуваат и нашите завршени студенти. Тие се веќе носители на ветеринарната дејност, 90% можам да речам во югозападниот дел на Македонија, па и во останатиот дел. Значи, со тоа комплетно ветеринарниот факултет го оправда неговото основање, имајќи во предвид дека како и да гледаме најголемата популација на животни, иако са структурално таа се променува, нели, крупни, мали, повеќе имаме застапени се домашните миленици, меѓутоа кога се работи за крупните животни, крупната стока, сепак југозападниот дел на нашата држава предничи. Студенти од Пелагонискиот регион, меѓутоа доаѓаат и од другите делови на Македонија? Да, значи од започнувајќи од Делчево понаму. Генерално Охридско-Преспанскиот, Прилепскиот регион до Кавадарци, најмногу од тој регион, меѓутоа имаме и од Источна Македонија. Имајќи предвид дека ветеринарен факултет предходно, нели пред 15 години постоеше кога се работи за Македонија само на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, другите кои што сакаат да студираат ветеринарна медицина се упатува нагоре во Белград, Загреб да студираат, сега веќе им се олеснети на некој начин можности. Најчесто патуваат за соседна Бугарија, меѓутоа сега таа практика се прекина, веќе дома име факултетот, буквално ништо не губат, напротив сега со интернетот и со програмите на Еразмус и така натаму можат повторно да патуваат надвор, нови искуства да стекнат, нови знаења на постари факултети, клиники со традиција, така што не губат ништо, напротив сега добиват со новите можности што ги нуди интернетот, Еразмус плюс програмата и така натаму. Рековте и голем број на визитинг професори доаѓа тука на ветеринарниот факултет, што секако значи донесување можеби на некои нови искуства кои што тие ги имат. Така е, значи голема благодарност секогаш упатуваме до нашите пријатели, колеги од ветеринарно-медицинскиот факултет Стара Загора, Република Бугарија, кои беа стожер за основањето на нашиот факултет. Сега таа соработка покрај со нив ја продолжуваме со колегите од ветеринарниот факултет, од департментот за ветеринарна медицина на земјоделскиот факултет во Универзитетот во Нови Сад, како и другите институции овде во Македонија, Хидробиолошки завод во Охрид, нашиот универзитет, значи кои несебично го помагаат работењето и непреченото одвивање на настава и практична настава, теоретска и практична настава на нашиот факултет. Кога сум разговарала со колеги од универзитетот кои биле вклучени во формирањето на ветеринарниот факултет, знаеле да ми кажат дека формирање на еден ваков факултет не е само да се отвори зградата и да се најде професорскиот кадар, туку бара многу повеќе. Така е, сите знаеме, сите сме сведоци дека медицинските гранки се скапи гранки, а ветеринарната медицина е една од најскапите. Кога станува збор за лаборатории, надгледни средства, реагенции и така натаму. Меѓутоа патот еве се трасира полека и еве се стигнува до 15 години. Ветеринарен факултет. Веќе стоиме на здрави нозе, очекуваме, планот е во блиска еднина, веќе наши студенти да бранат докторати во Универзитетот во Нови Сад, департментот за ветеринарна медицина, и со тоа ќе го прошириме составот на професорскиот кадар, посебно клиничките предмети кои ќе изведуваат настава, меѓутоа ќе исто така ќе бидат дополнително ангажирани во клиниката која се надеваме година за јубилејот веќе да биде ставена во функција. Ќе потенцирам интерна функција, значи за прво студентите, изведување на практична настава, а после тоа и да се отвориме према јавноста конечно. Добро, за Универзитетската ветеринарна клиника ќе проговориме подоцна во текот на разговорот. Сега дозволите да направиме една музичка пауза, па ќе го продолжиме понатаму разговорот. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив, повторно
se prašuvam, no ne znam da li veke me prevoliti. Otkako me nema nas, spijam sama, nekako znam ne kraj. Čustvuvam razdelata iluzija, te sakaš i poveke znam. Ti si moj, samo moj. Kali da odiš, sekogaš ke ostaneš moj. Samo moj, koja i da dojde, nema da te ima za svoj. Sekogaš moj, do nebo, nebo visoko, od nebo do dno. Čuvstvuvaš znam, vela дека не си сам, но во сите ноги јас сум ти единствен здрав, ти си мој. Каде да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Повторно во програмата на Универзитетското радио УКЛ Битола ве подсетувам ја следите емисијата за Универзитетот отворено, а денеска тука ви го представуваме ветеринарниот факултет, наш гостин професор доктор Никола Караболовски, декан на факултетот. Декан, јас би сакала во овој дел од разговорот малку повеќе да проговориме за студиската програма која што тука се нуди за сите заинтересирани. Така, како што спомена во првиот дел, ние веќе очекуваме да добиеме акредитација за нашата студиска програма за наредните 5 години. Како што кажав, кај нас програмата е интегрирана програма, значи интегрирани студии по ветеринарна медицина од 10 семестри. Што значи тоа? Тоа значи дека со завршувањето кандидатите, односно идните доктори по ветеринарна медицина, се стекнуваат со 300 ЕКТС кредити. А тоа значи дека понатаму, доколку се одлучат за понатамошно усовршување, така натаму, дека тие можат директно да запишат докторски студии, каде иш да посакат. Програмата е конципирана и е еднаква, значи, како на сите други европски универзитети, односно факултети по ветеринарна медицина. Почнувајќи од прва до 5-та година, различни предмети кои што тука се изучуваат, се студираат. Прва година може би малку поопшти предмети, па потоа како доаѓаат следните, веќе се започнува и со оние предмети, како што ги кажувате, клинички, каде што повеќе се запознаваат со проблематиката што треба понатаму да ја работат како веќе дипломирани. Така, како и на другите, како што спомна ветеринарни факултети, кај нас во прва година се сретнуваат со базичните предмети, типот на хемија, биологија, биохемија,
Понатаму продолжуваат со нормалната градба на ткивата, на органите, нормалното функционирање, тоа е физиологијата и се до втора година, односно до четврти, заклучно со втора година, четврти семестар. И така, тоа се тие предклинички базични предмети, или јас би рекол физиолошки, таму каде што се изучува нормалното функционирање на еден организам. И тие предмети представуваат основа за понатаму да се надоградиме, за тоа и постои медицината, бидејќи постојат и болести. И тогаш се почнува со патологијата, патолошката физиологија и се надоградуваат со клиничките предмети и фармакологија, тоа е лечењето, и на крајот онај дел од инспекцијскиот надзор, кој што спаѓа во ветеринарната медицина за храната од животинско потекло, се изучуваат предметите кои се однесуваат на млекото, на месото, исправноста нивна, односно инспекцијскиот надзор од фарма до трпеза. По завршувањето на студиите, рековте, студентите се здобиваат со звање дипломиран доктор по ветеринарна медицина. Се очекува нели по завршувањето на тие 5 години веќе да можат да излезат на пазарот на трудот, да речеме. Меѓутоа, она што е интересно за студентите кои што го завршуваат овој факултет е што нели во последно време можат и самите да отварат своји приватни ветеринарни амбуланти и таму да си го најдат местото свое. Така е, во последните 10-12 години сведоци сме во нашиот град конкретно, ќе земам пример, дека третманот на домашните миленици е на многу повисоко ниво. Наши студенти се сега носители и се собственици на овие клиники веќе во градот, кои што клиники се комплетно опремени и нудат заштита, третман, плюс тоа лечење на домашните миленици на едно многу повисоко, јас би рекол, европско ниво. Со тоа комплетно се смени и сликата и пристапот на третирање на домашните миленици и општо би рекол и на терен на крупните животни. Добро, ако ја земеме законската регулатива, тоа постојано го кажувам, нели се бараше сите собственици на крупни животни да имат и свој матичен ветеринар, веројатно и тука можат да си го најдат своето место. Точно, тоа се применува веќе, почнувајќи од собственици на животни, на пчели и така натаму комплект. И исто домашните миленици кои треба да бидат чипирани, да имаат чип, да имаат свој пасош, свој картон, се тоа го работат нашите студенти. Се сеќавам кога минатата година разговаравме токму во рамките на оваа емисија, кога го представувавме ветеринарниот факултет, тогаш кажавте на интересна информација врзано за третирањето на домашните миленици. Рековте дека има се поголем број на граѓани кои што имат екзотични животни кои што ги чуваат дома, и тогаш ми рековте дека се обидувате и во тој дел да им кажете на студентите како треба, како не треба да ги негуваат, да ги третираат, со оглед на тоа што сепак се работи за посебен вид, да речеме, на животни кои што ги нема, ретки животни кои што ги нема кај. Да, меѓутоа како што спомнав тука, многу од голема помош се новите диагностички апарати и протоколи кои многу ја олеснуваат сега работата. Навистина во тоа бара инвестиција, меѓутоа од друга страна и резултати да се видливи, и затоа кажав многу похуман е третманот, лечењето, па и резултатите на сите животни. Она што е карактеристично и што треба секој студент, без разлика на кој факултет се наоѓа, да изведува таа практична настава, и во тој дел, кога зборуваме веќе за студиската програма на факултетот за ветерина, нормално студентите мора да ја имаат таа практична настава, се изведува по фармите, по амбулантите, секаде онакму каде што вие имате подпишено договори за соработка. Така е, за среќа нашиот пелагониски регион се уште е имун на новите трендови и ги имаме, се уште имаме фарми со крупни животни, и тоа не само фармите на ЗИК Пелагонија, кои редовно ги посетуваат нашите студенти, изведуваат различни зафати од клиниката, од предметот на породилството, вештачкото семенување, диагностика на гравидитет, гледат различни патологии, така натаму.
Исто така посетуваме, имаме договор за соработка и со приватни фарми кои се на едно многу високо ниво. Спомнал тука фармата во село Могила на сопственикот Пивковски, која е прва која има воведено робот за молзење, кој нашите студенти го имаат можност да го видат, да го посетат. И од израелските стручњаци за производство на млеко беше посочена како пример во Југоисточна Европа. Значи, се уште имаме за среќа и такви фарми кои ние ги посетуваме. Во Прилепскиот регион се отвори најсовремена фарма за тов на говеда. Исто така ја посетуваме, имаме одлична соработка. Значи, тоа е што се однесува на крупните животни, а практичната настава за домашните меленици се изведува по различни амбуланти во Битолско-Прилепскиот регион. Значи, се до, кажав, отворањето на нашата клиника, после за фатите поголеми оделки се изведуваат кај нас, во факултет. Со нетрпение го очекуваме и тој момент, нели, рековме за ова универзитетска ветеринарна клиника ќе проговориме повеќе во третиот дел од разговорот. Сега уште малку би сакала овде да се задржиме. Претходно рековте, значи, ви упатувате секаде каде што има потреба, треба се да научат, почнувајќи од крупна стока, крупни животни, па се до оние најситните. Од последната година, од 5-та година, покрај на фарми, значи, нашите студенти одат редовно, еднаш неделно во посета на млекари, млечни индустрии и кланици. Кланици за различни, значи, животни, од по-ситна до покрупна стока. Исто така посетуват местни индустрии. Имавме еден автобус на студенти во посета на индустријата Везешари. Така што беа запознати со целиот процес. Исто така ја посетија и кланицата и фармата во село Челопек, каде што може да го видат цел процес на добивање на месо, ставање на печат и исправно месо за конзумирање, така натаму. После ковидот сме многу активни, бидејќи ние сме тука за нив. Целиот буџет на факултетот е буквално ставен во функција на студентите. Значи, опрема на клиниката и изведување на што повеќе практична настава. Имајќи предвид дека бројот на студенти, рековте тука 20-25, веројатно и многу поблизок контакт со студентите, да им се излезе во пресед секогаш кога има некои, да речеме, нејасноти околу одреден проблем, предмет, тука сте секогаш да им помогнете. Кај нас има еден посебен однос, јас би рекол пријателски однос студент-професор, така што ние можам да гарантирам за целиот колектив сме достапни нон-стоп. Нашите студенти можат да не контактират во секој дел од денот, дали преку мејл, преку телефон или директно во канцеларија, на сите им се излегува во пресред, имајќи во предвид ова бројка која не е голема и буквално секој може и на вежби да проба да извежба и така натаму. Ова ми го потврдиле и ваши сегашни студенти, меѓутоа и минати кои што веќе се дипломирани и затоа еве го поздравуваме тој потек ваш да бидете секогаш достапни и секогаш да им излезете во пресред, а студентите тоа знаат да го вратат и да го ценат. Така е, мислам дека се тие генерално задоволни и ние сме уште повеќе задоволни кога гледаме дека тие се веќе носители, како што кажав, на ветеринарната дејност во посебно во југозападниот дел, па и во другите делови на Македонија. Веќе тие на свој грб ја носат и превентивата и здравствената заштита на животните. Рековте, студентите често се посетители на тие ветеринарни амбуланти, меѓутоа се случували и ваши поранешни студенти, еве да ги поканите како гости на факултетот, па и тие да ги запознат со одредена проблематика на која наишле. Да, значи секако тие што се поуспешни се сега сопственици на познати веќе во градот клиники пошироко, се наши чести гости. Јас и на мојот предмет во судска ветеринарна медицина, секогаш тој последен предмет од студиската програма, да ги повикувам да кажат своје искуство. Значи, темата е не само како би одело основањето на собствен бизнис, би рекол, кои се ризиците, кои се придобивките, постојаното учење, пратење на нови техники и така натаму. Во ред, ќе направиме сега уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Почитувани бидете и понатаму заедно со нас.
Kada te sretnam, tebe mislev deka ljubov što pomalku da dadam, na kraju dajem zemance. No moj cvet se preseli, vo tvoj te oči bakarni, kovo pesok živ, potona fonil, koga reče ti. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Vo ovoj svet nalagi samo ti si vistina, srede mračen okean, jedinstven ostrov svetlina. Ko bos da gazam preku žar, brzam da ti prejdam prag, maska otvrlam i srce otvoram, da mi kažeš pak. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Декане Караболовски, во овој завршен дел од разговорот, јас би сакала малку повеќе да проговориме за она што значи меѓународна соработка на ветеринарниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и за настани кои што во изминатиот период ги организиравте, кои се случуваат тука во Битола, а кои има така голем одек, да речеме, во јавност. Така, прво, после ковидот, после пандемијата, ние започнавме повторно да се отвораме, така да кажам. Продолживме да подпишуваме договори за соработка со нашите колеги од другите факултети. Ја продолжуваме соработката со нашите колеги од Ветеринарно-медицинскиот факултет во Стара Загора, Република Бугарија. За прв пат подпишавме договор за соработка и бевме гости на 100 годишнина од ветеринарната медицина во Бугарија со ветеринарниот факултет во Софија при Лесотехническиот универзитет. Понатаму подпишавме договор за соработка или ја продолживме соработката со колегите од Нови Сад, од ветеринарниот факултет во Нови Сад. Во Охрид подпишуваме договор за соработка со ветеринарниот факултет од Тирана, Република Албанија. Во однос на Еразмус, значи програмата, наши студенти и наши вработени редовно одат на посета, на престој на ветеринарно-медицинскиот факултет при Тракискиот универзитет во Стара Загора. Сега тоа ќе го направиме и со Софија факултетот и со Нови Сад. Веќе е подпишан Еразмус договор со факултетот, ветеринарниот факултет од Букурешт и чекаме позитивен одговор од ветеринарниот факултет во Загреб. И со тоа продолжуваме со ширење на меѓународната мрежа на соработка. Што се однесува до
организирање на настани ова година ние организиравме заедно со ветеринарната комора на Македонија еден голем настан. Тоа беше еден вид на симпозиум, предавања од областа на ветеринарната медицина кој се одржа во офицерскиот дом во Битола. Беше акредитиран со 9 кредити за нашите колеги од праксата. Така што беше интересно тоа што овој настан по бројноста, посетеноста и пријавените сруши сите рекорди досега што биле во Македонија на настани организирани од ветеринарната комора. Дури 220 пријавени имавме учесници. Имаше одлични предавачи од ветеринарниот факултет во Нови Сад. Понатаму имавме предавачи од наши драги колеги од праксата, од ветеринарната клиника, тоа е наш лекар, доктор Буневски од Загреб, од познатата клиника Кресингер и наши колеги од факултетот. Мислам дека одзивот беше и впечатоците беа одлични, дека задоволството беше на едно високо ниво од страна на колегите практичари и се надевам дека и цел мој тим, се надеваме дека ова ќе стане една традиција, па до година, здрави живи, кога ќе славиме 15 години од основањето на нашиот факултет, да организираме еден поголем настан со отворање на нашата клиника конечно, така да заокружиме овој период на застанување на нозе, би рекол, на факултетот. Врзано за тој семинар или симпозиум, рековте, од областа на ветеринарната медицина кој што се одржа тука во Битола, во офицерскиот дом, присутни не само колеги кои што веќе работат, практичари, професори, туку и студенти сегашни и студенти кои што веќе дипломирале, кои што низ разговор исто така ја поздравија ова идеја за организирање на една ваква средба, затоа што рекоа дека и ним тоа доста им значело и можеле да слушнат и да видат, да се запознаат со луѓе кои што се веќе длабоко навлезени во професијата и споделиле со нив искуства. Така, многу е, исто јас би додал дека многу големо е задоволството кога во публика ќе ги видите вашите поранешни студенти кои се сега доктори по ветеринарна медицина, кои се сега наши драги колеги дошле да слушнат нови достигнувања, нови практики и така натаму. Задоволството кај нас професорите е огромно, кога веќе се дружиме и сме с колеги со нашите поранешни студенти. Нормално, ова беше за нив организирано и понатаму тоа е наша желба и наш приоритет ќе биде да ова стане традиција во Битола. И сега малку повеќе за оно што неколку пати го начнавме, за Универзитетската ветеринарна клиника, која што рековте очекувате веќе во следната академска година да биде и комплетно опремена, може би не комплетно, меѓутоа најголемиот дел е 90%, то се вели и од работите да бидат тука и веќе студентите да можат и она практична работа што сега ја вршат кај приватните амбуланти или во фармите, земјоделските комбинати, да можат да ја вршат токму тука. Што тоа ќе значи практично не само за ветеринарниот факултет, туку и воопшто за Универзитетот Свети Климент Охридски, но и за целиот регион. Така, прво би започнал дека на почетокот ние започнавме институцијата со опремување на лаборатории. И дојде време кога со моето доаѓање новата постава донесовме одлука со помош на универзитетот, нормално, кога еден дел од постојната зграда ја претворивме инфраструктурно, ја направивме во клиника, ја приспособивме задоволувајќи ги сите стандарди на Агенцијата за храна и ветеринарство. Со тоа го завршивме првиот дел на инфраструктурно оспособување на просторот. Сега бидејќи овој процес е доста скап и повеќето од име поголемиот дел од средствата се од наши приходи, завршија процедурите за јавни набавки и првата опрема ќе очекуваме да стигне негде во месец август. Тоа е најосновните елементи кои се потребни за функционирање на клиниката. Веднаш после тоа следува јавна набавка за систем за инхалациона анестезија и со тоа, со нејзиното инсталирање ќе започнат првите хируршки зафати.
Тоа е, значи, во однос на клиниката и ние сме решени до крај тоа ќе биде. Морам да споменам тука дека нашиот факултет заврши еден многу голем проект со нашите партнери, лидер партнерот од ИПА проект, со акронимот ПАПЕШ, кој го водевме заедно со колегите од ветеринарниот факултет од Аристотел универзитетот во Солун, Република Грција. Со тоа ние добивме, значи, 3 лаборатории со најсовремена опрема, тоа е лабораторијата за испитување на млеко, биохемиската лабораторија и лабораторијата по хематологија. Сега исто така сакам да спомнам дека наврата ни е нов проект со истите партнери, како докажан партнер ветеринарниот факултет беше како прв поканет од страна на колегите, значи од ветеринарниот факултет од Аристотел универзитетот во Солун. И тука исто така гледаме шанса преку новиот проект да една ставка биде предвидена за опрема на клиниката. Со тоа во некој догледен на период од 1-2 години да бидеме комплетно опремени и со еходиагностика, со ЦТ и евентуално рентген. Тоа не е наша желба. Тоа за студентите многу ќе значи со оглед, како што реков, на тоа дека тука ќе можат и дел од практичната работа да изведуваат, но има ли можност и шанси тука да доаѓаат и граѓани со нивните миленици, еве да ги лекувате, да ги прегледувате? Апсолутно, значи прво има еден период на разработување, тоа е интерни интервенции, меѓутоа од кога ќе се застане на здрави нозе и од кога ќе се добие дозволата официјална за работа од АХВ, тогаш ќе бидеме отворени према сите. Тогаш и конечно ќе земам за право да кажам дека и општината ќе има рамноправен партнер за решавање на проблемот со бездомните миленици, куче немачки, значи во нашиот град, тоа што ние ќе понудиме најсоодветен третман од страна на универзитетски професори кои цел живот го посветиле на тоа, во најхумани услови и со најфер цена, би рекол. Оно што се бара да има и секоја клиника, тоа е и простор каде што постоперативно ќе се следат животните. Го имате и тоа? Да, тоа е предвидено. За сега немаме предвидено само стационар. Меѓутоа, доколку сме во можност, во еднина и тоа би го направиле. Сега за сега станува она што бара една клиника. Во секој случај, убави работи слушаме, нели, за ветеринарниот факултет, па уште, нели, кога ќе се знае дека 15 години треба да се слават, тоа е уште еден повод плюс да кажете вака убави работи за факултетот и секако на крај да им упатете апел на средношколците или на сите оние кои што можеби одамна завршиле, меѓутоа еве ветеринарната професија им останала како желба, па годините никогаш не се пречка кога некој сака да учи и да се усовршува. Така, значи би ги повикал сите идни заинтересирани сега матуранти кои покажуваат афинитет према ветеринарната медицина, преку да ја одберат ова многу благородна професија и да ја гледат нивната иднина како доктори по ветеринарна медицина. Само еден факт ви кажал дека скоро 90% според нашите сознанија, нашите завршени студенти, сега веќе доктори, по ветеринарна медицина се вработени. Значи, многу често тоа се сопственици, отворат дали се тоа пет шопови, ветеринарни амбуланти, веќе некои сега и клиники на посериозно ниво. Други се вработени во Агенцијата за храна и ветеринарство. Исто така, само да ги подсетам дека нашата земја е на прагот на отворање на преговорите со Европската Унија. Едно од најтешките поглавја покри правото е безбедноста на храната. И тука, значи, сведоци сме од другите земји кои се сега веќе членки на Европската Унија. Најголема улога имаат ветеринарните доктори во оној процес од фарма до вилушка, до трпеза за безбедност на храна. Тука, значи, никогаш не се преговара, туку мора да бидат исполнети тие услови
И тука главна улога имат еве нашите идни студенти. Така што добро нека размислат при одбирањето на професијата. Нема на секој случај да сгрешат да одберат ова благородна професија како нивна идно занимање. Декане Караболовски, ви благодарам за одвоеното време што го одвоивте нели за да бидете гостин во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ. Ти ви посакам добро здравје, работите да течат онака како што сте ги замислиле и секако да бидеме присутни на отворањето на Универзитетската ветеринарна клиника на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Благодарам и еве уште сега поканети сте вие и нашите колеги од теренот некаде за година дена кога ќе славиме јубилеј, дека ќе во Битола ќе има доста современа универзитетска факултетска клиника ветеринарна. Поглед преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи си згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабо. Божев случајно забавено и филмски, само рака подај ми, тајно стисни. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи си згази ме под себе, ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед
Тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Baš bi bilo šteta da ne si do mene, a baš bi sakal da si tu kad sveko idem. Ti si poubala od son, među ženi milion, a sega ljubi me i gušni me jako, jako. Skrši me kako staklo. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me jako, jako. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши me како стакло. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me, jako, jako. Koga sonce zaođa i morето se branuva, ti si poubala od son, među ženi milion, a сега ljubi me i gušni me jako, jako. Skrši me kako staklo. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me jako, jako. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Ljubi me i gušni me jako, jako. Skrši me kako staklo. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me, jako, jako. УКЛО ФМ Битола, јуни 2023 година. УКЛО ФМ 90,8. Избери квалитет, избери традиција, избери го УКЛО. И слушај УКЛО ФМ Битола 90,8 МГц.